прашања за средбите денеска. Каков е филингот за октомври? Изводливо ли е сега да се добија датум за прво? Пака, прво мислам дека беше важно да се имаат овие средби денеска и да се пренесе развојот на случувањата кај нас, меѓутоа и да се добие чувство на тоа што се случува во Брисел со цел да го искористиме овој период од 29 дена до гласањето максимално во корист на позитивна одлука. Средбите се оптимистички, позитивни. Се разбира дека и ние ги презентиравме нашите аргументи и сметам дека доколку овие во наредните 29 дена не се направи некаква политичка грешка во државата и се донесе законот за јавно обвинителство, односно се постигне компромис помеѓу владата и опозицијата по однос на овој закон, нема да има аргумент било која земја членка да каже не на одлуката за донесување за започнување на преговори. Така ви каже владата и во јуни дека ниедна земја членка нема да има аргументи. Мислам дека и во јуни немаше аргументи. Во јуни беше одложена одлуката само поради тоа што Бундестагот немаше време да ја разгледа препораката на комисијата. Меѓутоа, од ниту една земја членка не добивме нов бенчмарк или ново условување или пак негодување на нашето портфолио па потреба од одложување. Причината беше техничка. Дали случајот рекет ќе влијае врз одлуката во Случајот рекет е едно од прашањата кое што се покренува на секоја од средбите, дали со земји членки, дали со комисијата. Меѓутоа, јас ќе го повторам ставот дека случајот рекет, кој што на некој начин е криза, ние може да го претвориме во можност со тоа што институциите ќе се соочат со него транспарентно, ефективно и ќе ги расветлат сите аспекти овој случај, независно која ќе биде крајната завршница односно завршницата на ова истрага. Така да криминал и криминалци има сегде, разликата се прави во зависност од тоа дали имате институции со кои што се справуваат со тој криминал. Мислам дека и временски се погоди овој случај да ни биде како тест пред големата октомвриска одлука, дали институциите созреа со реформите од планот 369 и од планот 18. Првичните случувања околу случајот рекет укажуваат дека институциите се витални, пулсираат и созреваат и не препознаваат веќе луѓе над и под законот, туку исти се пред законите. Не мислите дека во јуни некои земји членки веќе беа информирани дека ќе извија некаков скандал во текот на летото и дека можеби поради тоа имаше воздржано? Можеби биле информирани, меѓутоа не сметам дека одлуката поради тоа е одложена. Сметам дека единствена причина за одложување беше недонесување на одлуката од страна на германскиот Бундестаг и начинот на кој ќе се постават земјите членки према Северна Македонија и Албанија. Мислите ли дека има политички фигури вмешани во случајот рекет од партиите, дали од властта? Мислам дека не е добро јас да шпекулирам или било кој друг да шпекулира, треба ова да го оставиме на обвинителството. Пораката што ние како политичари треба да ја испратиме е дека доколку има политичари или луѓе од било која позиција на мок, тие не треба да бидат поштедени. Тоа е основната порака што ние треба да ја испратиме пред земјите членки и дека независно каде ќе заврши оваа прашање, одговорност мора да има за секого и било кој. Добивте ли впечаток овде во разговорите во ЕУ дека би било добро да речеме да има некаква оставка од морални причини, од етички причини, да речеме околу таа невладина на Буки 13, каде што се вмешани одредени политичари од власта, дали добивте така? Мислам дека моралната димензија не е прашање за кој што одлучуваат објективните критериуми на Брисел. Тоа се повеќе нашите граѓани на гласањето. Тоа што ги интересира Брисел е дали имате институции кои што непристрасно ги третираат прашањето на криминал и корупција, независно на која политичка или позиција се наоѓаат. И тоа нив ги интересира и сметам дека таа порака ние треба да ја пратиме. Прашањето на моралната одговорност е прашање кое што секој политичар ја одредува во зависност од очекувањето на неговите гласачи. Ако нема договор за законот за јавно обвинителство до 15 декември,
Дали мислите дека тоа би можело Видете, да се формално ние немаме нов бенчмарк и условување за донесување на закон за јавно обвинителство. Формално. Меѓутоа, повеќето земји членки го покренуваат како потреба и неопходно со цел да ни се подобри да им се подобри и нивната позиција при аргументирањето за на општиот совет на Европската унија. Така да добро е да се донесе овој закон доколку сакаме навистина да имаме чисто портфолио пред советот. Меѓутоа и сега, тоа бидејќи основните два принципа зошто инсистираме на закон се два. Едниот е да имаме институција која што и ретроактивно и проактивно ќе се занимава со корупција од високо ниво, и второ, ниту еден случај од прислушувањата да не остане нерасветлен, односно политички да исчезне или да се руши. Овие два принципа, независно од тоа што различно се интерпретира во однос на законската основа за тоа, веќе на некој начин имаат гарантирана судбина, односно дека ќе бидат третирани од страна на јавното обвинителство. Но тоа што сметам и сум оптимист дека има простор политичките партии да најдат компромис за законот и почитувајќи ги овие два основни принципа, да го засноваат новото обвинителство за висока корупција, во кое што ќе влегуваат и овие предмети од претходното СЈО. Значи оптимист дека ќе се Јас сум оптимист и сериозен оптимист дека многу брзо ќе се најде решение, бидејќи сметам дека преголема ќе биде одговорноста и товарот на тој политичар или на таа политичка партија која што ќе ни ја одземе шансата, историската шанса за почнување на преговори на 15 октомври. Што мислите за новиот предлог на председателката на Европската комисија за проширување на Унгарија за причање кој што е од владата на Орбан кој да поштити границите? Да. Видете, Унгарија е голем поддржуваш на проширувањето, еден од највокалните